Здраво, драги пријатели, и добре дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе одговарам на прашање на мој драг пријател Харбин, кој што прашање кое што ќе ви помогне на сите оние луѓе кои што вежбат и можеби се соочувате со истиот проблем кој што се соочува и Харбин, но ајде прво да го погледнеме прашањето, па ќе се вратам назад да дадам одговори мое мислење и толкување. Харбин, фала ти за прашањето и иако направивме интеракција назад и ти дадов некои совети како тоа да го поправиш, во секој случај сакам да го споделам ова затоа што знам дека има луѓе кои што се соочуваат со овој проблем и најчесто овој проблем на поспаност и немање на енергија за време на вежбање може да им придонесе да донесат одлука да прекинат со вежбање или да ги намалат фреквенциите со кои што се појавуваат во фитнес центар или не знам на друго место кај што вежбаат, поради тоа што се чувствуваат можеби уморни или немаат доволно енергија за да го истераат целиот тренинг до крај. Супер е што си покачил кофеин, супер е што си покачил вода и супер е што си покачил овошје, затоа што во принцип и кофеинот да е енергенс, тоест не е енергенс, туку е поттикнувач на создавање на енергија во телото. Водата е исто така да придонесува за хидрација која што доколку ја нема ќе се чувствуваш уморен. Овошјето е добра опција затоа што има фруктозни шекери кои што нормално се претвараат во енергија и во гликоза, во подоцна и во гликоген. Но она што при комуникацијата практично го увидовме и ти го дадов како совет е дека не сите овошја ќе ти придонесат доволна количина на гликоген и гликоза за да го издржиш можеби тренингот. Во зависност од тоа каков е твојот тренинг. Ако е јога, можеби ќе го издржиш, затоа што нема толку многу оптеретување на мускулната маса, повеќе од тоа што можеби ти во моментот тежиш. И као групи на мускули можеби не сите се опфаќаат. Затоа можеби ќе го издржиш. Но ако е тоа фитнес, ако е тоа кросфит, ако се тоа функционални тренизи, во тој случај значи дека ќе изгубиш енергија можеби после 20 до 30 минути од како ќе започне тренингот. Затоа, она што јас би ти советувал, супер е да го имаш кофеинот, супер е да ја имаш водата, но прво нешто што треба да промениш кај овошјата е изборот на овошја, односно да бираш овошја кои што имаат висок гликемиски индекс, или тоа во превод значи овошја кои што многу брзо претвараат шекер во гликоза или јаглехидрат во гликоза. Такви ти се урмите, тоа ти се сувото грозје и лубеница, али у секој случај јас би ти ги препорачал урмите или сувото грозје или па може комбинација од двете, затоа што треба да изедеш многу, да речеме, не толку голема количина за да придонесеш да го качиш нивото на шекерот во крвта и можеби да ставиш гликоген како резерви во мускулите, што ќе ти овозможи одржлива енергија за време на тренингот. Затоа мој совет, освен кофеинот и водата, додади можеби 6 до 7 урми пред тренингот или па можеби една рака на суво грозје пред тренинг за да ти помогне да имаш енергија. И исто така уште една работа, ако и понатаму осеќаш поспаност, тоа значи дека ти фали и протеин. Затоа, освен можеби сувото грозје или урмите, додади и малку протеин. Изворот може да ти биде од јатки, да речеме да земеш уште пола рака бадеми или пола рака семки од тиква или ораси или лешници или кикирики. На тој начин ја ти гарантирам дека се ќе се среди и ќе бидеш во ред. Така да тие се две работи кои што ја би ти ги дополнил и би ги променил доколку се соочуваш со овој проблем и за сите оние кои што се соочувате со овој проблем на недоволна енергија, на немање волја, на поспаност за време на тренингот, негде во овие 4 работи, дали е вода, дали е недоволно гликоген, недоволно протеин или па стимуланс како што е кофеинот, негде од тие неколку точки кубурите и не ги внесувате во вашето тело. Така да, Харбин, се надам дека дадов уште подобар одговор од она што го комунициравме на Вибер. Фала ти уште еднаш за интеракцијата и нормално секој од вас го охрабрувам и да го користи хаштагот #AskJosif
или да ме комуницира во приватна порака. Најмногу интеракцијата и поврзувањата се случуваат на Инстаграм, така да доколку не ме следите, слободно пронајдете ме на Инстаграм и ќе бидам тука да ви пласирам содржини и информации кои што ќе ви дадат некаква вредност. Тука завршуваме за денешната епизода. Фала ви за вниманието. Ви оставам во здрави животни навики, ви посакувам убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!